Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска е генералниот директор на акционерското друштво Електрани на Македонија, доктор Христијан Мицкоски. Добар ден, Мицкоски, ви благодарам што извоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и на вас на поканата. АД Електрани на Македонија овој месец се одлучи за набавка на електрична енергија поради пониската цена на струјата на регионалните берзи. Може ли да не кажете колку заштедивте со оваа набавка? Да, некаде пред една недела ние се пред две недели поточно да бидам попрецизен, ние се одлучивме да влеземе во една ваква набавка, бидејќи цениме дека сега е периодот кога требаше еден ваков чекор да се направи, затоа што маргината која што беше пазарна во тој момент е со пониска вредност од аспект на цена на чинење од она која што е нашата производна цена. И тука ние имаме две добивки генерално. Првата добивка е обезбедивме енергија која што е неопходна за сите ние потрошувачи на регулираниот пазар, а тоа се сите ние домакинства и индустрија која што се наоѓа на регулираниот пазар. Но и втор поважен сегмент за сите нас е тоа што во истиот момент успеваме да ги надополниме сите оние количини на електрична енергија кои што ги потрошивме во зимскиот период кога беше зголемена потрошувачката на електрична енергија поради ниските температури во акумулациите. Тоа значи дека ние сега акумулираме сериозна количина на електрична енергија во самите акумулации, но исто така и успеваме да го заштедиме оној ресурс кој што е потрошлив и не е обновлив, а тоа е јагленот во најголемиот наш производствен капацитет, тоа е рударско-енергетскиот комбинат Битола. Инаку, за бројката можам да кажам дека не е толку значајна, позначени се сите овие заштеди кои што ќе ги генерираме. Се тоа на двојна добивка која што сега имаме, тоа е на дополнување на хидроелектраните, заштеда на јаглено, кој што понатаму ќе ни овозможи да во периодот кога цената на берзите ќе биде висока и конкурентна, да ние вишоците кои што тогаш ќе ги генерираме, ги пласираме на слободниот пазар и два пати заработиме. Првиот пат сега, затоа што купивме електрична енергија со пониска цена. Ако нашата производна цена е, да речеме, некаде помеѓу 43 и 45 евра во овој момент, бидејќи таа се менува од месец за месец, ние, како што рековте, успеавме да набавиме електрична енергија со цена некаде околу 36,34 евра, или некаде нето заработката се движи помеѓу 12 и 15 милиони денари за целокупниот период, но повторно ќе напоменам, сите оние вишоци кои што сега ќе ги акумулираме, а понатаму ќе ги продадеме кога цената на берзите ќе биде повисока, очекуваме оваа маргина да ја зголемиме најмалку уште за 50%, а зашто да не и два пати. Односно, од овие 12 до 15 милиони евро да дојдеме најмалку до денари, да дојдеме до најмалку 20 милиони денари, што представува вака за нас извонреден успех. Така продолжуваме и во другите квартали од оваа година, кога ќе оцениме дека цената е примамлива, ние истата ќе распишеме јавна набавка и согласно правилата одобрени од регулаторната комисија да обезбедиме количини, а при тоа да заштедиме ресурс кој што ќе го продаваме кога цената ќе биде висока. А колку изнесува во моментов цената на регионалните берзи и дали доколку се задржи на толку ниско ниво, ќе продолжите со увоз? Па тоа е уште еден момент што нас не прави горди, вака да кажам, што ни дава сигурност дека вистински беше потегот кога ја набавивме енергијата, бидејќи од моментот кога ние ја набавивме до ден денеска таа цената на берзите на електричната енергија се зголемуваше и во моментот таа се тргува некаде околу помеѓу 40 и 45 евра за мегават сат, во зависност од производот кој што се нуди и зависност од кои месеци, конкретно збориме за крајот на март и месецот кој што следува после март, бидејќи се случија неколку испади на неколку термоелектрани во Централна и Источна Европа. Најголеми беа испадите во термоелектраните во Унгарија, Дунаменти, што влијаеше на цената на електричната енергија и таа на регионалните берзи референтни, во случајов најликвидна берза по која што ние се споредуваме Хупекс, унгарската берза на електрична енергија. Споредено со нација кога ние купивме, се зголеми некаде за 10 до 15%, што уште дополнително дава потврда на нашиот чекор да набавиме електрична енергија во периодот кога беше најниска.
Во најстудениот период годинава, поточно во јануари, неколку пати АДЛМ имаше интервентен увоз на струја. Затоа плативте 5,6 милиони евра, но сепак изјавивте дека нема да барате покачување на цената на електричната енергија. Како ќе го покриете овој минус? Да, тоа беше изварено тежок период за сите нас. И тогаш ние бевме исправени пред еден сериозен предизвик кој што се случуваше не само во нашата држава, генерално во регионот и во цела Европа. Некако сите оние предвидувања месеците пред да дојде јануари беа временски прогнози и така натаму беа дека следува просечно студена зима со не така долготрајни врнежи од снег и со претежно средно топли дневни температури за тој период од годината. Но како што бевме сведоци сите, можевме да забележиме дека стана збор за исклучително студена зима, не само во Македонија, но и сува. Она што е позначено да напоменеме, сува во најголемиот дел на западна, централна и источна Европа. За наша среќа, делот на Македонија имаше и врнежи од снег, кои што некако во тој момент ни дава доверба дека месеците кои што ќе следат пролетните, кога ќе почне топењето на снегот, ние ќе имаме надополнување на нашите хидроакумулации, што на претходното прашање веќе ви кажав дека тоа топање на снегот е започнато и нашите хидроакумулации се топат. Но она што е поважно, да се вратам на вашето прашање, што ние како АД Електрани на Македонија, кои од 1 јануари станавме балансно одговорни да ги снабдуваме и да ги обезбедиме неопходните количини на електрична енергија потребни за тарифните потрошувачи, а тоа се сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Успеавме да ги обезбедиме овие количини на електрична енергија и без посериозни последици да ги задоволиме потребите на тарифните потрошувачи, да ги оставиме границите отворени, што не беше случај со соседните земји Бугарија, Грција, делумно Романија и така натаму. Успеавме да ги оставиме границите отворени, да имаме сериозен транзит на електрична енергија, но она што беше значено за овој период е дека нашиот технички производен максимум беше помал во тој момент на пикот на конзумот кој што го имаат тарифните потрошувачи. Народски кажано, потрошувачите трошеа повеќе енергија отколку што ние можеме како АД Електрани во Македонија да го тоа произведеме. А тоа е резултат, ви реков, на многу екстремно ниските температури, бидејќи граѓаните на крајот од денот, ако чувствуваат дека во нивните домови е студено, посегнуваат по греалки кои што се напојуваат со електрична енергија. И тоа го оптоварува дополнително системот. Што значи дека таа разлика АД Електрани на Македонија некако мораше да ја надомести. А ја надомести така што распиша постапка за увоз на таа електрична енергија, односно ја обезбеди на слободниот пазар, според правилата кои што претходно ги одобри регулаторната комисија, и таа набавка чинеше нешто повеќе од 5,5 милиони евра. Прашањето е како ќе ги надоместиме. Ние регулираната година генерално започнува во јули, завршува во јуни. Не е како и календарската година. Затоа, оние вишоци кои што ги продадовме во ноември, делумно во декември, добивме еден тендер во АД Евана, исто така го зголемивме производството во првите 2 месеца за нешто повеќе од 8%. Тоа исто така ни генерира дополнителен непланиран приход. Сите овие заштеди кои што ги имаме сега во овие месеци кога набавивме електрична енергија на слободниот пазар на сметка на тоа да произведеме скапа енергија, но и оние вишоци кои што ќе ги продадеме во периодот кој што следува, ни гарантира дека оваа маргина, односно разликата на енергијата која ја плативме и ја продадовме на регулираниот пазар, ќе ја надоместиме и ќе заработиме дополнителни финансиски средства. Со тоа сакам да заклучам дека АД Електрани на Македонија работи согласно принципите на работење на компанијата, односно купувај кога е ефтино и продавај кога е скапо. За жал месецот јануари беше таков како што беше, многу работи му кумуваа на сето тоа, најмногу епски студените временски прилики, така да
уште еднаш ќе кажам, ние како АД Електрани на Македонија на крајот од овој регулиран период нема да побараме зголемување на цената на електричната енергија за потрошувачите на регулираниот пазар како резултат на работењето на АД Електрани на Македонија. Во тој период се отвори прашањето за рестартирање на ТЕЦ Осломе. Може ли да ни кажете колку е исплатливо негово повторно ставање во функција и колку капацитет има ТЕЦ Осломе? Во тој момент кога ние го користевме, а и во оние периоди кои што ќе го користиме оваа година, Осломе се исплати да се користи, бидејќи енергијата која што ја произведува е сепак поевтина од таа што во тој момент е на берзите. Иако морам да ви кажам дека во најголемиот дел од годината е неисплатлив во моментов ТЕЦ Осломе да се користи, бидејќи цената на енергијата која што ја произведува е прилично скапа. Он користи многу мазут како додаток на сопственото производство кој што е скап поради ниската калорична вредност на ресурсот, тоест јагленот кој што во моментот го имаме таму на располагање. Со други зборови кажано, имаме на таква ситуација кога мораме да го оптимираме неговото производство. Од тие причини АД Електрани на Македонија во минатото пред мене, моите претходници отпочнале процес на негова модернизација и ревитализација. За таа цел изработена е физибилити студија. Како резултат на таа физибилити студија имаме 3 понудени сценарија за понатамешниот процес на ревитализација и модернизација на Осломе. Едното сценарио е увозен јаглен, второто сценарио е да се прави одредена хомогенизација или микс помеѓу увозен и домашен јаглен, тоа е јагленот кој што евентуално би се копал во новиот коп по Повјани, и третата опција е да се смени погонското гориво од јаглен на газ. За да се запазат законските процедури, реализирана е јавна расправа. Таа јавна расправа е реализирана во присуство на локалните авторитети, исто така и соодветниот представници на соодветниот државен орган, тоа е Министерството за животна средина. После таа расправа е изготвен финален документ, тој финален документ е одобрен со решение од страна на соодветниот орган, тоа е Министерството за животна средина, така да сите оние административни процедури се запазени, исто така и технички. Следен чекор кој што треба да се случи таму за да имаме модернизиран производствен комбинат е да се распише оглас и да се најде компанија која што тоа би го направила, но истовремено да се обезбедат финанси. Како дел од партијата која што ја доминантно ја представува владата на Република Македонија и како еден од учесниците во изготвување на партиската програма за претходните парламентарни избори, но и владината програма за работа, можам да ви кажам дека ние имаме јасен план како тоа да го реализираме. Тоа значи дека изворено голема поддршка и од државата би застанала позади овој проект, така што ние сме прилично убедени дека модернизиран и ревитализиран Осломе ќе произведува конкурентна енергија, тоест енергија по конкурентна цена, а тоа ќе значи долг работен век на сите оние повеќе од 1000 вработени кои што секој ден таму одат на работа во електраната. Споменавте дека ќе се бараат финанси од странство, дали тоа значи дека ќе барате странски инвеститор? Не. Лично мојот став е дека е добро сите оние производни капацитети што ги има Македонија, кои што генерираат базна енергија, да останат доминантно собственост на АДЛМ. Кога реков да бараме финансиер, мислев да најдеме финансиска институција која што ќе го како да кажам, ќе ги покрие сите оние трошоци кои што евентуално би настанале при самиот процес на модернизација и ревитализација на термоелектраната, бидејќи вие ако имате проектна задача, ако имате предмер пресметка на активностите што треба да се реализираат за да една ваква термоелектрана се модернизира и ревитализира, тогаш вие морате да обезбедите некаде финанси, доколку истите не можете да ги имате од сопствено тековно работење, од сопствената ликвидност. На краток рок, на долг рок морате да го сервисирате да го сервисирате кредитот кој што евентуално би го зеле. Кога велам заем, велам поддршка од владата да биде заем или со државна гаранција или заем кој што би бил без државна гаранција. Така да тоа ќе зависи на крајот од денот од цената на чинење на финалниот производ.
Затоа што ако земеме заем со државна гаранција, тоа е ризикот на заемодавателот е помал и автоматски значи дека ќе имаме и помала стапка на каматна стапка и полог можеби грејс период. Кога би имале одреден вид заем на без државна гаранција, тогаш сигурно ризикот би бил поголем за заемодавателот и он би имал поинакви параметри во заемот. Но исто така разгледуваме една трета варијанта, а тоа е одредување на кредитниот рейтинг на компанијата, па зашто не сериозно размислуваме во овој период и издавање на корпоративна обврзница која што ќе обезбеди дополнителни финансиски средства за реализирање нови развојни проекти. Кога би се реализирала таа? Таа би се реализира одма од кога ќе се формира влада со политички легитимитет. Господине Мицковски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки доктор Христијан Мицковски, директор на АДЛМ. Господине Мицковски, дали во моментов енергетскиот сектор е стабилен на македонскиот пазар? Да, енергетскиот сектор е изварено стабилен, но ако ме прашувате за електроенергетскиот, тука директно сум вклучен и знам дека не само што е стабилен, него и сериозно размислуваме за големи развојни проекти, не ние како производство само, тука сигурно и вие следите дека и операторот на дистрибутивен систем ЕВА на Македонија, но и систем преносниот оператор АДМЕПС исто така спремат голем број развојни проекти, што уште повеќе ќе зголема стабилност и доверливоста на високо и нисконапонскиот преносен систем, а ние од аспект на производство можеме да ви кажеме дека имаме голем број на проекти кои што треба да се реализираат во периодот кој што следи. Сериозно ги развиваме овие проекти, нивната реализација е прашање на време кога ќе имаме стабилна политичка клима во држава. Така да, со еден збор кажано, да, е стабилен. Каде се имате инвестирано изминатиот период? Изминатиот период АД Електрани на Македонија генерално инвестираше во ревитализација и модернизација на постојните производни капацитети. Тука можам да ја кажам ревитализацијата и модернизацијата на турбоагрегатите, тоа е турбината и генераторот во РЕК Битола, нашиот најголем производен капацитет, стожер на електроенергетскиот производен систем на Република Македонија. Исто така тука беа модернизирани котлите на блокот 3 и блокот 2, но поради тоа што не успеа да ги докажат перформансите компанијата која што ги модернизираше тие котли, тука го раскинавме нивниот договор, сега чекаме да видиме понатаму како ќе се одвива овој случај и да продолжиме истото да го аплицираме и на котелот број 1, така што би ја заокружиле целокупната модернизација на РЕК Битола. Потоа, веќе кажавте дека сериозно изработивме и изодевме на административен пат за модернизација на РЕК Осломе и ревитализација на РЕК Осломе. Потоа, тука е првата и втората фаза од модернизација на големите хидроелектрани, што додадоа дополнителни количини на производство на електрична енергија, но исто така го зголемија и животниот век на самите агрегати, односно турбина и генератор кои што ја произведуваат електричната енергија. Потоа можам тука да го напоменам крајот на проектот на изградба на хидроцентралата Козјак, потоа целосна изградба на хидроцентралата Света Петка, изработени голем број проекти, студии за нови потенцијални рудни наоѓалишта, како што е Живојно во Битолскиот јагленов базен, потоа тука е изработен главен рударски проект за Мариовскиот коп, потоа изработена физибилити студија за транспортното јаглен до РЕК Битола. Од аспект на обновливата енергија тука е изградба на ветерниот парк во Богданци, изварено голема и значајна инвестиција за АД Електрани на Македонија. Така да завршени се геотехничките истражни работи во едно ново рудно наоѓалиште во Источна Македонија помеѓу Делчево и Пехчево, тоест помеѓу местностите Стари Стевник и Панчарево и Звегор Стамер. Откривме сериозни количини на квалитетен, добро за лигнит изворено калоричен јаглен. Таму во иднина треба да никне нов рударско-енергетски комбинат. Ние го именуваме како РЕК Исток, со што сериозно ќе се зголеми квалитетот и надежноста на системот, електроенергетскиот систем во тој дел на Република Македонија. Понатаму тука се проекти кои што допрева ќе ги реализираме, како што е ревитализација и модернизација на две мали хидроцентрали во Липковско, тоа се на браните Глажња и Липково.
Потоа тука е изградба на нова когенеративна постројка во клиничкиот центар во Скопје, прв таков проект во Република Македонија, што е тренд во Западна Европа и во Соединетите Американски држави и Канада. Потоа тука е целосно модернизиран турбоагрегат, турбина и генератор во енергетика, нашата подружница во Скопје, која што покрај тоа што произведува електрична енергија, произведува и топлина за оној дел на градот Скопје. Така да, прилично сериозна и обемна е активноста на електрани во минатото, но и она што следи во периодот кој што е пред нас. Тука се исто така активностите за тековно одржување, редовните ремонти, капитални, обични ремонти или со други зборови можам да кажам дека изминатите години можеби повеќе од половина милиарда евра се средствата кои што Електрани на Македонија ги има инвестирано во нови модернизација и ревитализација на старите производни постројки, но исто така и во нивното тековно одржување. Споменавте новиот рудник помеѓу Пехчево и Делчево. Дали физибилити студијата е готова? Во овој момент завршени се геотехничките истражни работи. Знаете, ние најпрво имавме сомневање врз основа на она што било констатирано во минатото, дека таму има можеби потенцијална можност за сериозни количини на јаглен. Нашите сомневања доведоа до тоа да ние донесеме инвестициска одлука. Потоа таа инвестициска одлука резултираше со носење одлука за отпочнување на геотехничките истражни работи во тој дел на Република Македонија. Тие геотехнички истражни работи траја, завршија со финални извештаи. Тие извештаи сега се во процес на ревизија, денови ќе бидат и тие финални, но во меѓувреме за да заштедиме на време, распишавме оглас за избор на консултант кој што ќе изработи физибилити студијата врз основа на овие геотехнички истражни работи, односно извештаи како резултат на тие геотехнички истражни работи за физибилноста на проектот. Дали се исплати еден таков проект да одиме понатаму. Она што ние интерно го направивме, не само што се исплати, него ние одиме многу брзо со целата оваа постапка и што побрзо треба да ја реализираме. Бидејќи, како што ви кажав, таму имаме докажани резерви на 50 милиони тони јаглен со сериозно добра калорична вредност, која што би била еквивалент на јагленот кој што бил копан во Суводол во најдобрите години. Тоа би имплицирало изградба на еден нов производен капацитет од прилика околу до 200 мегавати, меѓу 150 и 200 мегавати. И тоа би значило дека таа термоелектрана би имала обезбеден јаглен во наредните 30 години најмалку, но она во што ние се сомневаме дека имаме делови во тој опфат кои што се уште не се доистражени, а каде што сепак можеме да најдеме дополнителни количини на јаглен. Подпишавме договор со една таква компанија, вложуваме дополнителни 15 на милиони денари за овие дополнителни истражувања и цениме дека некаде на крајот приказката ќе се сведе на некои дополнителни 75 милиони тони јаглен, што би значило еден сериозен работен век за една голема термоцентрала, најмалку 1000 директни работни места, уште 2 пати потолку индиректни, за тој крај изворена можност, инвестиција од преку 200 милиони евра, подобрување на напонските прилики, подобрување на електроенергетските прилики за тој крај. Така да, видите, станува збор за сериозна активност и сериозен проект кој што е државно значење за Република Македонија и ние сме, нашите анализи интерни, како што ви напоменав, покажаа дека станува збор за изворено исплатлив проект, но ајде да почекаме што ќе кажат и аутсорсингот кој што го ангажира. Ги споменавте и ветерниците во Богданци. Европското законодавство налага што повеќе да се инвестира во обновливи извори. Може ли да не кажете дали планирате повеќе инвестиции во овој сектор? Тука може би зборувал повеќе како дел од кабинетот на претседателот на владата кој што генерално ги води проектите во енергетиката, затоа што знаете, ако АДЛМ се фокусира на ваков тип на проекти, тоа може би го намалила потенцијалниот инвестициски обем на самата компанија, бидејќи ние сепак треба да се ориентираме кон базна енергија. Бидејќи базната енергија представува енергија која што во Западна Европа тоа се вика security of supply или сигурност во снабдувањето.
затоа што обновливата енергија е непостојан извор на енергија и таа не може да биде базна енергија. Така да тоа не значи дека Електроенергија Македонија нема да продолжи да инвестира, напротив, продолжува, но суштината во развојот на Електроенергија Македонија ја гледам во модернизација и ревитализација на постојните, изградба на нови производни капацитети кои што би генерирале базна енергија за да обезбедиме сигурноста на снабдувањето со електрична енергија. Но секако тука, доколку забележиме проект кој што би генерирал додадена вредност на нашиот производ, би ја зголемил ликвидноста и перформансите на компанијата, секако дека влегуваме во тоа без размислување, без разлика дали е тоа мал, среден или голем проект. Од аспект на обновливата енергија, Електроенергија Македонија продолжува со втората фаза на ветерници. Проектот е завршен, физибилити студија е завршена, обезбедено финансирање, но поради ситуацијата во државата моментално сме доведени до фаза која треба да почекаме како понатаму ќе се развива работата. Втор проект кој што исто така од обновлива енергија е третата фаза на модернизација на хидроелектраните. Исто така проект разработено, обезбедено финансирање, до тука сме донесли инвестицијска одлука, чекаме од политичкава ситуација. Трет проект од обновлива енергија, тоа се ревитализацијата и модернизација на овие две мали хидроелектрани во Липково и Глажња. Така да тоа е во фаза на разработка на основен проект. По завршување на таа фаза следува реализација на овој проект. Но она што е значајно се сите оние проекти кои што ги нуди државата, а тоа е изградба преди се на малите хидроелектрани. Треба да напоменеме дека со доаѓањето на владата предводена од ВМРО ДПМН овој проект доживее реализација. Ние денес имаме преку 50 на мали хидроелектрани кои што функционираат во Република Македонија, кои што порано беа поточиња или реки неискористени. Тие денеска генерираат некаде околу 200 гигават часови електрична енергија, или тоа е некаде околу 5% од вкупниот конзум на потрошувачите на регулираниот пазар. Но она што е поважно тоа е дека имаме преку 150-200 милиони инвестиции гринфилд, дали домашни или странски, и тоа и не е толку значајно. Имаме голем број на вработувања, директни и индиректни, бидејќи тие електрани некој треба да ги управува, одржува и така натаму. И најголемиот дел од компаниите кои што учествуваа во изградба на овие електрани се домашни компании, кои што работеа во нивната изградба, но и произведува материјали кои што беа понатаму вградени во тие хидроелектрани, или со други зборови голема додадена вредност за македонското стопанство. Што значи дека како проект има неколку фази на влијание позитивни во македонската економија во целост. И тоа започна со да се имплементира со доаѓањето на оваа влада и овие политики. Втор таков проект кој што ја третира обновливата енергија е исто така проектот Чебрени Галиште, кој што е тековен. Тој е проект кој што генерално е развиен 70-тите години, но од историски и технички аспект гледано, нешто што е развиено пред 50-ти на години, денеска не е истото. Зашто велиме не е истото? Затоа што самиот потек каде што овој проект требаше да се гради од тополошки, но и од водостопански аспект има претрпено големи промени. Голем дел од таа вода на река Црна, која што тогаш била неограничено планирана за овие хидроелектрани, сега се користи за наводнување на Прилепско битолско поле. Што значи автоматски дека неговите технички перформанси се намалени. Топологијата на теренот е променета, изменета, што значи дека ако тогаш се замислило да бидат изградени прегради на местноста викана Чебрени, местноста викана Галиште, сега можеби поинаков тип на централи, можеби не 2, можеби 3, можеби 5, може таму да се изградат. Така да ние малце ја видоизменивме пристапот што го имавме во минатите години со Чебрени Галиште. Ако во минатото нашиот пристап се темелеше на она што се вели техничко решение од 70-тите, па имавме често пати и несреќа да се случат големата европска должничка криза, Фукушима, претходно Леман Брадар, па во самиот момент кога треба да се потпише договорот со концесионерот, тој се откаже поради импликациите од овие случувања. Ние сега малце самиот проект пристапот кон самиот проект го изменивме и велиме вака, го поделивме во 3 фази. Прва фаза е имаме влив во Расимбегов мост и испуст на влив во Тиквешко езеро. Дајте техничко решение како вие го замислувате овој проект.
преку 30 компании светски ја подигнаа тендерска документација. 13 од нив доставија техничко решение како они го гледаат. И ние од тоа што го видовме како техничко решение, си викаме добре, луѓето сериозно разгледале работава, сериозни проекти нудат. Да, секако тие можеби не се половина милиарда евра инвестиција како што претходно замислувавме, но и 300-350 милиона на инвестицијата е добре дојдена. Затоа што во енергетиката проектите се мултиплицираат. Потоа дојде втората фаза кога АДЛМ распиша тендер за избор на консултант, светски консултант. Не дека ние како АДЛМ немаме капацитети или Христијан или некој друг експерт во АФО, но знаете сите ние заемодаватели светски кои што евентуално би го финансирале овој проект сакаат мислење од топ 5 светски компании кои што ќе направат due diligence на овие технички решенија. Избравме таква компанија, некаде јуни месец треба да е, мај-јуни месец да е готова нивната анализа и они да речат ова е решението кое што во овој момент може да се реализира, а од друга страна е најдобро за вас како компанија или како држава. И потоа следи третата фаза кога ние овој проект ќе го понудиме на повторно најавен повик, ќе ги повикаме сите овие 30 компании и некои дополнителни, ќе им речеме дечки, еве, тоа е тоа што го нудиме овој пат, повелете, тендерирате. Врз основа на досегашниот интерес пројавен од концесионери, но и од други кои што слушнале за овој проект, ми дава вака сигурна верба дека овој проект конечно ќе доживее реализација. Да се надеваме дека ќе се најде инвеститор. Да. Европската банка за обнова и развој го повлече кредитот од 65 милиони евра за Бошков мост. Дали се откажавте од овој проект? Не се немаме откажано и како компанија и како држава од овој проект. Она што го направи Европската банка е потек кој што значеше поминат рокот од подпишувањето на договорот, проектот се уште не почнал да се реализира и бидејќи е изминат тој рок, а ние не побаравме негово пролонгирање поради објективни причини, ќе зборувам малце и за тие причини накратко, тогаш Европската банка рече дека го прекинува финансирањето во моментот на тој проект, што не значи дека го изгубила интересот за финансирање на овој проект во некоја иднина. А ние го прекинавме поради притисокот кој што го направија голем број невладени организации и поради големиот како да кажам поради големиот број административни обструкции кои што ги имаше овој проект од одредени органи во државата. Се поведе постапка пред Бернската конвенција која што е дел од Советот на Европа, каде што неаргументирано се нападна овој проект, но ние тој проект формиравме и како влада и како тим за реализација формиравме екипа која што таму ја аргументира нашата позиција и можам да кажам дека прилично брзо ќе добиеме и позитивно решение од страна на таа иста Бернска конвенција за продолжување на активностите на овој проект. Но она што е важно е дека ние сме комплетно овој пат подготвени. Имаме основен проект, имаме ревидиран основен проект, изработен од реномирана швајцарска компанија, Штуки се вика. Ги имаме сите feasibility студии, сите истражни работи, сето она што е неопходно да овој проект се реализира. Така да по надминувањето на овој неконвенционален проблем кој што ни беше наметнат од страна на одредени невладени организации, можам да кажам и неаргументирано тенденциозен, ние успеавме да го аргументираме таму каде што треба. Таа аргументација се надевам дека ќе резултира со одобрување за продолжување на реализација на овој проект и многу брзо овој проект ќе се реализира. Моето последно прашање до вас, доктор Мицкоски, е процесот на гасификација. Се работи за доста крупен проект. Веќе добро тече примарната гасификациона мрежа, изградбата на примарната мрежа. Дали политичката криза и политичката неизвестност може да стопира објавениот оглас за секундарна и терцијална, односно гасот да стигне до домаќинствата и до фирмите? Ова влада како никоја претходно се занимаваше со проблематиката на гасификација, односно обезбедување на уште еден медиум за нашите граѓани, уште еден енергенс дополнителен кој што немале можности во минатото, тоа е гасот.
изминатиот период беа изработени сите неопходни физибилити студии, проекти, беа антиципирани сите можни ризици, консултации со стручна експертска јавност, анализирани беа сценарија од соседството, анализирани беа сценарија кои што се веќе имплементирани и така натаму. И ние го заокруживме овој процес и тргнавме во негова реализација. Самата рековте дека станува збор за реализација на капитален проект за државата. Примарната мрежа е неопходната алка помеѓу граѓаните и гасот, кој што треба да влезе во Република Македонија, бидејќи за жал ние немаме газ во нашата држава, затоа што преку примарната мрежа таа доаѓа до граѓаните, а доаѓа до граѓаните така што секундарната и терцијалната ги поврзуваат примарната и граѓаните. Ние тој проект го поделивме на два дела. Примарната е еден проект и тој е државен проект, а тој е проектот кој што го финансираме преку МЕР, Македонски енергетски ресурси, акционерско друштво доминантна собственост на државата. Обезбедено финансирање, тече изградбата како никогаш досега на 3 делници, тоа е делницата од Штип до Неготино, потоа делницата од Неготино кај Вадарци Прилеп Битола и од Скопје преку Тетово до Гостивар. Да напоменам дека се заврши, односно се затвори клириншкиот долг на Руската Федерација кон Македонија со изградба на делницата од Клечевци до Штип. Така да ние отприлика ќе имаме околу 70% од вкупното потрошувачко портфолио затворено со примарната, но понатаму следи втората фаза до заокружување на 100%, која што би требало според нашите оценки да заврши некаде околу 2022 година. Паралелно со овој проект, како влада на Република Македонија распишевме јавен повик за гасификација на 3 региони. Македонија според физибилити студијата за секундарна и терцијална гасовна мрежа е поделена на 3 региони. Првиот регион и најголем е Скопскиот, а останатите делови на Македонија се поделени на регион 2 и регион 3. Исто така и овој проект е распишан, како јас сум председател на таа тендерска комисија. Тоа иде преку владата на Република Македонија. Тоа значи дека сите оние кои што се заинтересирани имаат 120 дена да ја докажат својата способност, дека може да се квалификуваат во втората фаза. Иначе самиот проект е распишан на основа на така наречениот конкурентен диалог што го овозможува Законот за јавни набавки. Првата фаза е докажување на перформансите на заинтересираните концесионери, имаат 120 дена да ги обезбедат сите документи, да аплицираат во владата на Република Македонија. Ние како тендерска комисија да оцениме кои не ги исполнуваат, кои не условите за учество во втората фаза. Втората фаза што очекуваме да трае прилично кратко, бидејќи веќе договорот некако го испреговаравме во минатото со заинтересираните страни. Втората фаза предвидува конкурентниот диалог, адаптирање на договорот за концесија и веќе третата фаза е откако ќе ја добие тој договор за концесија финалната верзија да им биде доставен на сите учесници во самата постапка, завршната верзија и истите тие да бидат поканети да ја дадат својата финална понуда во третата фаза. Ако биде секако што треба, очекуваме дека до крајот на годината договорот ќе биде потпишан, следи процес на проектирање и изведба, така да првите корисници зашто да не бидат некаде околу крајот на 2018-та, почетокот на 19-та година, кога и примарната гасификациона мрежа ќе биде завршена. Господин Мицкоски, јас ви благодарам што издвоивте време и гостувавте во Радио Слободна Македонија. Благодарам на вас што ме поканивте, ми беше задоволство. Ви благодарам. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 23 март, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Едина Вучков, техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.